Добар ден и добредојдовте во новата епизода на подкастот Јане Сандански Струмица. Јас сум Николета Апостолова и чест ми е што денес со нас се две специјални гостинки, Јована Недева, ученичка од 3-та година, и Даниела Велкова, ученичка од 4-та година. Тие беа дел од Еразмус Плюс програмата. Најпрвен, за оние кои што не знаат, што всушност представува Еразмус Плюс. Еразмус Плюс е европска образовна програма која им дава шанса на млади да учат, да патуваат и да стекнуваат искуства во други земји. Таа е наменета за ученици, за студенти, а се разбира и за професори, и овозможува размена на знаења, култури и стекнување нови пријателства. Во нашето училиште оваа програма е водена од страна на професорката Софија Тошева, заедно со професорката Елизабета Витанова. Денес со Дани и со Јована ќе зборуваме за нивните искуства од патувањето, образовниот систем, животот на тинејџерите таму, а се разбира и сите незаборавни моменти кои што ги носи ваквото еднонеделно патување. Здраво Дани, здраво Јована, како сте? Здраво, одлично. Одлично, благодарам на поканата, ти како си? Супер сум, благодарам. За оние кои не знаат, која држава ја посетивте вие и во кој град бевте? Јас бев во посета на градот Севилја во Шпанија, а бев сместена во Дос Херманос, кој што е далечно околу 10 на 15 минути од самиот град. Јас бев во мало градче, се вика Монополи, тоа е блиску до Бари, односно во јужна Италија. Ајде, Дани, да почнеме со тебе. Како ти дозна за Еразмус Плюс програмата во нашата гимназија? За Еразмус Плюс програмата дознав преку една моја другарка, уште во прва година, која и таа успеа да оди за Шпанија на проект, но јас аплицирав во втора година, со тоа требаше малку повеќе време. Да. И плюс имавме и ние гости овде од Шпанија, од Италија, од Полска, каде што и бев домакинка на едно девојче од Шпанија. Па подоцна ми се пржи прилика еве во 4-та година и јас додам за Шпанија кај нејса. Јована, кој ти беше тебе поттикот да аплицираш? Па јас од секогаш сум сакала да запознавам нови луѓе и да градам нови пријателства, исто така и да шетам околу светот и да стекнувам нови искуства, па тоа ми беше една од главните причини зашто аплицирав. Мислам дека на какви патување да одиме, секогаш ќе постои некој страв пред да тргнеме. Па Дани, кој беше твојот најголем страв пред да тргнеш, но кога стигна таму испадна сосема неважен? Ти веќе, како што знаеш, беше со мене, Да. И уште едно девојче Марија, но сепак излезе еден проблем, каде што 2-3 дена пред нашето патување, девојчето каде што требаше да бидам сместната, се откажа. Па тука настана мал проблем и почнав да се прашувам дали воопшто и ќе одам на тоа патување, но благодарение на нашата професорка Софија, контактираше таму со професорот Пабло и успеа да не сместат кај една повозрасна жена трите на исто место во една мала кукичка каде што си поминавме прекрасно. Да, се согласувам. Целото искуство беше прекрасно, но знам дека и јас го доживеав тој исти стрес со тебе. Какви се шпанците како луѓе? Дали навистина живеат без брзање и смирено? Јас ова можам да го потврдам, но сакам да слушам и твое мисли. Се согласувам со тебе. Тие се така многу опуштени и релаксирани луѓе кои што многу не се двоумат за некои работи, исто За така ситници, да. И не мислат кој што ќе каже однадвор, туку Да. тие се држат на своето мислење. Да. И од друга страна се многу така опуштени, не се брзаат, едноставно знаат како да си го распоредат времето. Да. Тие не дозволуваат многу да влијае надворешното влијание. Да. Јована, ајде да те прашам, по што се разликуваше училиштето во Италија од нашето училиште? Додека јас бев таму на размена, односно на Еразмус проектот, децата што не беа наши домакини не беа ослободени од училиште, што значи дека ние имавме шанса да седиме со нив и да видиме како таму се одвиваат работите, но нема некоја голема разлика, единствено е дека тие си одат малку подоцна од нас и дека во близина на училиштето каде што бев јас немаше некои продавници каде што можат да излезат и да си купат јадење, па сите си носеа од дома, веќе приготвено. Кога сме на тема училиште, дали тие користат класични учебници таму или дигитални? Да, мојата домакинка секоја вечер пред училиште си ги редеше своите книги како и ние тука што правиме и користат исти класични учебници како и ние. Тоа е навистина добро поради тоа што не си имала некоја голема промена на која треба да се навикнеш. Да. Дани, морам да те прашам за кодексот на облекување во Шпанија, бидејќи мене тоа
навистина ми беше шокантно, поради тоа што тие на училиште одат сосема поразлично облечени од нас, па сакам да слушнам и ти што ќе кажеш за тоа. Искрено, и јас кога прв пат ги видов како се облекуваат таму, останав во шок, затоа што за разлика од кај нас, тие се облекуваат во кратки панталони, во кроп топ и слично. И исто така го приматив однесувањето кој што го имаат спрема професорот е поразлично од каде што ние што го имаме спрема нашите професори. Тие се многу поопуштени. Некогаш се прашувам дали е тоа, бидејќи тоа е приватно училиште, или едноставно така се по карактер. Затоа што начинот на кој што се однесуваат спрема професорот и самите часови кои што ги имаат таму се многу поопуштени, повеќе се практични, повеќе комуницираат меѓу себе. Јас сепак мислам дека треба да има некоја граница, но исто така ми се допаѓа и начинот на кој тие учат таму. Јована, како што кажавме, ние бевме сместени кај една повозрасна жена таму, што значи дека немавме наш домаќин, односно фамилија, па сакам да ја знам твојата соработка со твојата фамилија домаќин таму. Па, децата кај кои што ние бевме сместени и кои што учествуваа во проектот беа помали од нас неколку години, што значи дека не го познаваат толку англискиот јазик како и ние. Но девојчето каде што бев сместена, нејзиниот татко разбираше повеќе англиски, со него се разбиравме, но во целост многу добро ме пречекаа, ме угостија, сите роднини на девојчето дојдоа да ме видат, беше едно навистина преубаво искуство. Еден прекрасен спомен, претпоставувам. Сите сакаат да знаат, па и јас, дали вие таму го искусивте ноќниот живот? Дали таму излегуваат навечер како и кај нас или има нешто поразлично? За жал, ние имавме таа прилика, можеби затоа што ние бевме таму од понеделник до петок. И начинот на кој што тие едноставно излегуваат е најчесто се збираат по дома или се збираат во помали кафулиња, каде што најчесто работи некој нивен поблизук. Јована, кај тебе? Исто и кај нас, како што веќе кажав, тие беа помали, што значи дека кога сакавме да излеземе навечер, обично излегувавме заедно со фамилијата, дали ќе биде некаде на вечера или да прошетаме, а деновите кога излегувавме сами, не носеа докаде што треба, ние ќе се прошетаме и не земаа на кај 10-11 часот. Тоа мислам дека и сепак поради безбедности причини, поради тоа што ние таму бевме под надзор на фамилија и многу беше важно, се разбира, да биде се како што треба. Јована, морам да те прашам, што е подобро во Италија, пица или паста? За мене подобро е дефинитивно пицата. Приближувајќи се кон крајот, сакам да те прашам, по што се разликува Еразмус патувањето од едно обично патување? Дали тоа ќе биде соло патување, патување со пријателите или пак со семејството? Која е главната разлика? Искрено има голема разлика од едно Еразмус патување и едно обично патување, пример со фамилија, затоа што ти таму си, како да кажам, самостоен. Треба сам да се снаоѓаш, пример за превоз и за тие работи, без разлика дека си сместен кај фамилија или во нашиот случај кај повозрасна жена, таа сепак не беше цело време со нас. Ние контактиравме и со другите деца. И освен тоа, одевме и таму на училиште, се запознававме со нивната култура од поблиску. Може да се каже дека има една голема разлика од едно обично патување. Да, исто се согласувам и кога сме на размена кај некои домаќини, ние можеме поблиску да ја запознаеме нивната култура и нивниот начин на живот, да видиме како тие таму функционираат. И сепак локалците ги знаат поубавите места, може да не прошетат повеќе, запознаени се со градот и можам да кажам дека тоа е едно искуство што би требало секој кој има шанса да го искуси. Да, и јас бев, како што кажавме, на истото патување во Шпанија и можам да кажам дека навистина ми остави голем впечаток и ќе ме биде спомен до крајот на животот. Како за крај, вие како искусни сакам да се обратите кон гледачите и да им дадете еден совет за некого кој сака да аплицира на вакво патување. Ова патување е за секој што е љубопитен и што сака да дознае повеќе, да се запознае со нови култури и нови луѓе, да запознае нови пријателства кои што се надевам ќе останеме во контакт подолг период во нашиот живот и се надевам дека ќе имаме следна прилика со нив да се видиме. Да, и јас се согласувам и воопшто не треба да имаат страв. Да. За аплицираат секогаш излегува најубаво на крај, колку и да очекувате секогаш излегува подобро од очекуваното. Исто така за пријателствата се согласувам. Јас бев пред скоро 3 години веќе во Италија, но се уште имам контакт со мојата
Домакинка. Да. Многу ми е мило што вашето искуство било исто толку впечатливо како и моето. Им благодариме на Дани и Јована и на сите што не слушавте и што бевте дел од нашата Еразмус приказна. Се надевам дека денешниот разговор ви ги отвори видниците за нови искуства. Сакам да се заблагодарам на Радио Марија за големата поддршка и соработка со нас. Ви посакувам среќа во идните апликации и се гледаме во следната епизода.